Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, свикувам седница на Комисијата за урбанизам и заштита на животната средина на Советот на општина Битола на 28.3. 12 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Одлука за донесување на детален урбанистички план за нови градски гробишта, блок 2, општина Битола, ДУП за четврт исток 1 за дел од блок И 0102. Точка број 2. Извештај за реализација на програма за изработување на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Кој е за вака предложениот дневен ред? Едногласно. Точка број 1. Одлука за донесување на детален урбанистички план за нови градски гробишта, блок 2 на општина Битола. Имаме представници од општина Битола. Повелете да разглашите. Добар ден на сите. Во име на Оделението за урбанистичко планирање и заштита на животна средина, сакам да кажам дека денес имаме можност да донесеме одлука за донесување на детален урбанистички план за нови градски гробишта, блок 2 во општина Битола. Се работи за урбанистички план кој што е дел од површината за нови градски гробишта, определена со ГУП за град Битола. Во конкретниот случај се работи за проширување на опфатот на муслиманските гробишта. Иницијатор на оваа иницијатива беше Исламската верска заедница. Оваа постапка е отпочната негде во 2016-17 година. За жал, овие постапки многу долго траат. Наше задоволството што еве после толку време добивме согласност од страна на Министерството за транспорт и врски. Овој план ги има поминато сите филтри пропишани со Законот за урбанистичко планирање, во смисол да истиот е работен од страна на лиценцирана фирма по избор на инвеститорот. Ги има добиено сите позитивни мислења од јавните институции, од Комисијата за урбанизам и согласност од страна на Министерство за транспорт и врски, со што се потврдува дека планот е работен согласно актуелната законска регулатива поврзана со урбанистичкото планирање. Истиот беше предмет на јавна анкета, беше дадена јавност на овој план. По однос на забелешките, комисија формирана од страна на градоначалник ги разгледа, одговори на секоја од нив поединечно, така и во делот на транспарентност на постапката, задоволени се сите критериуми. Се работи за опфат од приближно 4 хектари во непосредна близина, односно продолжување на постоечката локација на муслиманските гробишта во Битола. Доколку некои други информации, мислам, редовна постапка е по добивање на согласност од страна на Министерство за транспорт и врски. Градоначалникот предложи до Советот да се донесе овој детален урбанистички план и истиот има уште 2 чекори, односно подпишување на одлука од страна на градоначалник и преклопување во Агенцијата за катастар на недвижности. Со завршување на овие чекори, истиот ќе биде и формално донесен и ставен во употреба. И благодарам. Дали некој има прашања од колеги? Гаврил, прв крена рака, повели го. Да, повели. Да. Значи, ако сакате, можете да видите, овде се новите градски гробишта, овде се муслиманските гробишта, ова е проширување кон запад. Овде е Љупчо Петка, ако знаете, Љупчо Петка, тие што се градежни компании тука со челик што се бават за нив. Влезот е постачки од тука. Ова е влезот за во комуналец што му е бавчата, ова е до нив. Мислам, пред нив, ако одиш на кај новите градски гробишта. Согласно генералниот урбанистички план, кој што е од 99-та, меѓутоа се уште е важечки и да речам во делот на проекцијата е доста издржан. Планирано е проширување на градските гробишта на поголема површина.
фактички овој цел опфат е ангажиран со донесувањето на ГУП-от за проширување на градските гробишта. Во овој дел, значи овој приказ е од ГУП-от. Сега ја се извинувам, другите не знам дали можете да видите, веќе е ангажиран, то се новите градски гробишта. Овие две површини се празни и за идно проширување. Овде се значи постоечките и во овој дел е предвидено проширувањето на овие градски гробишта кои што беа предмет на обработка на овој детален урбанистички план. Повелете, колешке. Јас само едно појаснување, мислам дека добро ве разбрав, само еве како некоја потврда сум или не сум во право, значи муслиманската заедница го плаќа проектот, така? Инвеститор на изработката на планот. На планот, Да. така, на урбанистичкиот план е муслиманската заедница и исто така таа го избира изведувачот, така? Значи, согласно закон, да, законот за урбанистичко планирање предвидува да урбанистичките планови може да ги финансира заинтересирана странка, правно или физичко лице, чиј што предмет на интерес не е спротивен на интересот на општината. Така. И делот на финансирањето се однесува на тој дел, плаќање на изработувач кој што ќе го изработи планот и евентуално на некои мислења и согласности. Инаку во другиот дел не ни има некои финансиски импликации во делот на сето ова друго работење. Тоа е тековна постапка. Добро. Фала во овој дел. Рековте дека ова е иницијатива од 2016, значи се е завршено со Министерството за транспорт и врска, така? Да. И дека се чека подпишување од градоначалник за да се спроведе во катастар, така? Не, Или треба да греш? се донеси. Чекорите се по донесување од страна на Советот, одлуката. Добро, после Значи, одлуката наша, да, подпишува одлуката, градоначалникот да, и се спроведува. И после може да се... И веќе официјално планот е ставен во употреба. Ви благодарам. Еден од најтешките чекори, мислам, пошто еве и да речам дел од членовите на комисијата сте нови, е добивање на согласност од Министерство за транспорт и врски. Во постапката на изработка на урбанистички планови, значи децентрализацијата не ни е се уште во целост спроведена и имаме строга контрола од страна на Министерството. Доколку од Министерство ние не добиеме согласност, значи не може да се донесе ни еден урбанистички план. Кога ќе ја добиеме, тоа е потврда дека планот е изработен согласно чекорите и правилата во законот за планирање, урбанистичко планирање и останатите закони. И со тоа веќе сите добиваме верификација, па и вие како Совет, дека стручниот орган потврдил дека планот е во ред. Добро, ви благодарам. Други прашања? Доколку нема, ја ставам точката на гласање. Одлука за донесување на детален урбанистички план за нови градски гробишта блок 2 на општина Битола. Кој е за, ве молам да крени рака. 4 за, кој е воздржан? 1 воздржан. Точка број 2. Извештај за реализација на програма за изработување на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации на подрачјето на општина Битола за 2021 година. Представникот од општина, повелете. Мислам дека извештајот и во писмена форма Да. имавте можност да го разгледате. Нашата програма е доста обемна во делот на отпочнати постапки, кои што се во склоп на истата. Меѓутоа, факт е дека тоа се постапки кои што доста долго трајат. Значи, самата комплексност на процедурата условува истите да се провлекуваат низ програми повеќе години кои што се повторуваат. Ние во текот на 2021 година, не знам сега дали и поединечно да ви ги читам постапките кои што сме ги завршиле, кои што сме ги отпочнале. Значи, карактеристика е за 2021 година тоа што со донесувањето на новиот закон за урбанистичко планирање во 2020 година
еден член кој што го регулира изборот на изработувач на урбанистички план и урбанистички проект во случаи кога средства се трошат од страна на буџетот на општините, беше променет и во истиот беше кажано дека избор на изработувач, односно вршител на урбанистичко планирање, се врши на 3 начини. То беше во делот на врз основа на јавен повик, согласно одредби од закон, и вториот дел беше избор од заинтересирани правни и физички лица. Меѓутоа, во делот каде што се трошат средства од буџет на општините, изборот се врши од комисија која што ја формира градоначалникот за спроведување на постапка за јавен повик за изработување на урбанистички планови. По донесување на законот, увиден е конфликт во делот со законот за јавни набавки и овој член ние не сме во можност да го користиме, да постапуваме согласно истиот, додека не се тој промени. Промената е направена, меѓутоа во собраниска процедура со оглед на целокупниот контекст во државата, се уште веќе година и нешто не е ставен на дневен ред. И од тие причини ние како општина, да не речам, имаме пречка во делот на трошење на буџетските средства кои што ни се определени во делот на нарачка на урбанистички планови. Овде мислам, не знам, еве би ги издвоила урбанистичките планови кои што беа предмет на интерес на општина Битола, кои што беа нарачани во изминатата година. И тоа се работи за една локална урбанистичка планска документација за изградба на Е2 паркинг за тешки товарни возила. Значи, еве, сега конечно добивме, тука имавме еден застој во делот на пренамена на земјиштето, кое што го врши владата преку Министерство за земјоделие. Таја постапка е завршена, градоначалникот го потпиша ова решение и ние како општина, значи, имаме парцела за изградба на паркинг за тешки товарни возила во делот на Горна Оризари. Тоа е непосредно до полигонот, значи се работи за парцела на РМ, која што со урбанизацијата ние и дадовме соодветна намена и сега истата може да се пристапи кон изработка на проектна документација и евентуално вградба, доколку е тој еден од приоритетите на општината. Паралелно со ова постапка ја водевме и постапката за формирање на градежна парцела за изградба на прифатилиште за кучиња. Таја е во завршна фаза, меѓутоа формалната одлука за пренамена ја немаме добиено и еве на листа на чекање сме. Инаку, значи, со урбанизацијата како проекција е добивање на една таква парцела за која што исто така би требало да се отпочне со проектна документација и изградба на прифатилиште за кучиња. Уште еден детален урбанистички план е порачан за изработка на дуб во делот кај долната гимназија. Тамо во проекцијата покрај уредувањето на тој дел од градот беше давање на можност за изградба на спортска сала во рамките на гимназијата. Тој е веќе во поодмината фаза, очекуваме дека до крајот на годината ќе го донесеме и тој детален урбанистички план. А во однос на останатите, префрлени се во програмата за 2022 и очекуваме дека ова година ќе имаме позасилено темпо и динамика. Доколку имате прашања, стоиме на располагање. Ви благодарам. Дали имате прашања? Повелете, колешке Жаклин. Ги спомнавте овие трите, значи за стационар за домашни миленици или за кучињата, ова кај горната и за камионите кај ова. Од кога ме интересира е започната постапката за сите овие, од која година? Овие се мислам од 2020. 2018 и 2019 се започнати. Сите три проекти? Пред носењето на новиот закон што е донесен во 2020. Тој што е заглавен во собрание. Да. И не може да се реализира
ради тоа Овие или се нарачани по стариот закон, сега не можеме нова нарачка да направиме. Иначе Со новиот тие се во закон- постапка и сите се во завршна фаза. Така. Мислам, долги се процедурите. Ви велам, овие двете плански документации, не знам, негде околу 9 месеци беа во Министерство за земјоделие и во влада самиот тој акт за прерамена го немавме добиено, а ние ги имавме завршено сите 4. Јавна анкета, презентации, позитивни мислења, стручни мислења, сите 4 беа изодени, услови за планирање, за овие исто има еден чекор што е доста долг. Меѓутоа тука ни се случи во земјоделие. Значи секаде кај што сме врзани со некоја согласност или со добивање на акт од централната власт, стално е покомплицирано и покомплексно во однос на завршување на постапки кои што се во Така. наша надлежност. сите сакат да бидат по ПС? Па, И вие и тие. Сега и од овие Така. одлуки имат голема тежина и мислам тука сега сите максимално и ние тука максимално гледаме да сме вака предострожни и дисциплинирани, пошто последиците после тоа се Така и треба. од интервенција. Така и треба. Ви благодарам. Благодарам. Други прашања? Доколку нема, ја ставам точката број 2, извештај за реализација на програма за изработување на урбанистички планови и урбанистичко-плански документации на подрачјето на општина Битола за 2021 година на гласање. Кој е за, ве молам да крени рака. 2 за, кој е против? Воздржани? 3 воздржани. Со тоа е исцрпен дневниот ред. Ви благодарам за присуството.